Денес, а во следните денови и месеци и многу почесто, поради начинот и динамиката на кој се закажуваат рочиштата, ќе има преклопување на многу судења. За мене ваквиот начин и ваквата динамика на закажување на рочиштата е комплетно незаконска, бидејќи има предмети кои што по никаков основ немаат приоритет, не се притворски и нема зошто да бидат закажувани толку често од ден за ден, па дури и стотина рочишта да се закажуваат однапред. На тој начин се оневозможува одбраната да присуствува на сите оние рочишти и на сите оние предмети каде што клиентите изразиле желба да бидат бранети конкретно од мене, а во иста ситуација се и други мои колеги адвокати. Со ваквото незаконско по мене форсирање и незаконска динамика на закажување на овие рочишта, по мене се повредува како правото на одбрана на обвинетите, меѓутоа така и правото на бранителите да ја остваруваат својата функција и да ги бранат своите клиенти, што согласно етичкиот кодекс на адвокатурата мора да го чинат и не смеат да одбијат клиент кој што изразил желба да биде бранет од нив. Ме прашавте зошто во денешниот предмет се јавив кај Гордана Јанкуловска. Во денешниот предмет кај Гордана Јанкуловска се јавив изричито по нејзино барање, бидејќи е таа во многу тешка состојба. Знаете дека постапката против неа беше раздвоена, во меѓувреме таа се породи, не може самата активно многу да учествува и многу време да посвети на својата одбрана и беше потребна правна помош и вие, оние од вас кои присуствуваа на рочиштето од предметот Тенк, видовте дека навистина рочиштето започна, беа истакнати сериозни приговори, сега тоа ќе продолжи и со воведни говори, исто така сериозни наводи и во воведните говори ќе бидат изнесени и за мене како адвокат не е етички е да го оставам овој мој клиент сам без одбрана во една таква ситуација. Што се однесува, повелете? Тука има веќе двајца адвокати, таму Трајковски нема ниту еден, од тој аспект се прашувам. Утрешниот ден е ден во кој имаме 3 закажани рочишта по предмети кои ги води СЈО. Одново ќе кажам, заради по мене незаконско форсирање и незаконско давање динамика и приоритет на овие предмети. Го имаме во 9:30 предметот за општина Центар, каде што е Никола Груевски обвинет, каде што сум јас бранител покрај на Никола Груевски и на други тројца обвинети, единствен нивни бранител. Потоа во 10 часот продолжува денешното судење во предметот Тенк, а во 9:30 часот е закажана јавната седница по жалбата во апелација, каде што Никола Груевски и Ѓоко Поповски веќе се со пресуда на истиот овој совет во предметот Тенк осудени и Никола Груевски еве конкретно, а и ние останатите како негови бранители треба да присуствуваме и на рочиште во Основниот суд Скопје 1 и на рочиште на јавна седница пред апелација. Тоа е невозможно, не етички е од наша страна како адвокати да го откажуваме полномошното, меѓутоа, со оглед на овој начин на постапување што го превзема судот, со закажување на многу често, со преклопување на рочишта, велам, покрај повредување на правата, може да се случи да дојде ситуација и определени адвокати да ги откажуваат полномошната и да се повлекуваат од овие предметни, односно да ги остават клиентите без одбрана. По мене, ова што се случува е сосема непотребно. А што да правам, ако не, сигурно дека ќе се жалам, меѓутоа доколку одлуката биде правосилна, јас немам друг излез освен да ги платам. Ако не ги платам, тие ќе ми земат, ќе ми бидат присилно наплатени. Благодарам. Околу воведниот збор денеска, што ќе кажете? Воведните говори ќе ги чуете, ќе бидете присутни, меѓутоа повторувам, го слушнавте тоа и во однос на приговорите што ги истакнавме, дека целата оваа постапка, тоа е истакнато и во жалбата по која ќе одлучува апелациониот суд, за жал, по мое мислење, во овие предмети во кои што нашето правосудство, почнувајќи од специјалното обвинителство, завршувајќи со судот, мораше
да обрнат многу големо внимание и многу да ги применуваат стриктно одредбите за правата на одбраната и на обвинетите во постапката за законитоста и незаконитоста на доказите, бидејќи овие предмети се во жижа на јавноста, како домашната, така и меѓународната. За жал, сметам дека специјалното јавно обвинителство, а со пресудата и судот, ги спуштија стандардите на постапување дури под просечните во обичните кривични предмети.